Во овој нов совет ќе зборам за која е вистинската возачка положба, бидејќи верувате ми, голем број од вас не знаат како да се наместиме, зошто се наместиме и по кое правило. Да, дури и вие тркачите што мислите дека знаете буквално се, верувате ми, иако ви изгледува смешно, сепак е доста сериозна тема. Веднаш по положувањето, сите забораваме да возиме школски, го легнуваме седиштето наназад, едва ги допираме и воланот и педалите менувачот, но битно возиме ко тркачите, легнати сме, ние сме многу кул. Сето тоа е многу погрешно. Всушност, доколку сакате да возите на лимит или низ град, а да имате удобна и релаксирачка воžnја, вас ви е потребно да ги имате сите команди на дофат и нормално пред се да имате удобна и релаксирачка воžnја. Затоа сега ќе видиме неколку работи како и зошто се местиме во автомобилот. Прва работа, односно ќе почнеме од самата положба, секогаш гледајте да седите убаво и до крај, односно целото тело да ви е потпрено на целото седиште. Да не бидете искривени, да нема голем простор тука од вашето тело до седиштето, бидејќи во тој случај овие странични потпори се тотално нефункционални и немаат никаква намена, бидејќи кога сме вака искривени и лежиме буквално во автомобилот, прво немаме контрола над самиот управувач и менувач, второ во кривини се клатиме, што е многу небезбедно и некомфортно. Затоа наместете се убаво, да бидете удобно сместени, да имате комфортна воžnја и гледате да имате убава прегледност над целиот автомобил. Следно се нозете, секогаш гледате да има благ лак. Не само кога стоите во место, туку и кога ви се педалите притиснати целосно до крај, вие повторно треба да имате благ лак на ногата. Зошто? Бидејќи ногата игра улога на амортизер. Особено во случај на несреќи, секако тоа не може да го направите и не може да игра таква улога ако ногата ви е исправена како пушка и едва и со врвот на прстите допирате на педалите. На таков начин не само што не играте улога, туку е многу неудобно, особено во ние градски метеџи кога имаме ситуација на трни застани. Се изморуваат нозете и имате големи потешкоти. Така да наместете се како што вас ви одговара да го имате тој лак и одиме со третиот чекор. И третата работа, последниот дел, е наслонот и самиот волан. Ако вашиот автомобил нуди можност за регулирање на положбата на воланот, тогаш е уште подобро, бидејќи можете дополнително подобро да добиете вашата одлична возачка положба. Сега, од кој ќе се наместите и како треба да се наместите наслонот, секогаш гледате да го наместите и воланот, така што кога ќе го држите воланот, ќе имате повторно еден благ лак, кој што ви овозможува подолга должина на рацете во оние моменти кога треба да свртите поголем лак со воланот. Наместо да го сукате и да бидете преблиску па да не можете да вртите како што треба или со прстињата да допирате, на овој начин со помали потези правите поголеми вртења на воланот, побезбедни и цврсто го држите воланот. Второ, мерка друга која што секогаш ќе гледате да ви е најкорисна за местење на воланот е да ги испружите двете раце на воланот, со тоа што нема се згрбовувате позади на грбот, туку ќе бидете целосно исправени и крајот на дланките ќе ви дојде точно над воланот. Ова ви овозможува да знаете точно на која далечина треба да стои воланот со вашите раци и вашето тело. Ова исто така го овозможува вистинскиот лак да го добиете, што го зборевме сега пред малку. Со ова сте спремни да возите и на тркачки патеки, и во град, и секако пред се да имате убава, удобна и правилна возачка положба. Се гледаме со нов совет.